Четврток, 24 февруари 2022. Наведум како и секоја друга ноќ, но се до моментот на звукот на воените сирени. Оние кои го означија долго најавуваниот старт на руската инвазија на Украина. И покрај предупредувањата од светските државници дека потегот може да доведе до најголемата војна во Европа од 1945 година, руските трупи по наредба на председателот Путин ја нападна Украина од земја, воздух и море. Миг кој безбедносните експерти го квалификуваа како најголемата агресија од една држава врз друга во Европа од крајот на Втората светска војна. Неколку минути по кусото телевизиско обраќање на Путин околу 4 часот по средноевропско време се слушнаа првите експлозии во близина на големите украински градови, вклучително и главниот град Киев. Дожд од ракети беше истурен врз украинските градови додека руските копнени трупи масовно влегуваа на украинска територија од повеќе правци. Украинското министерство за внатрешни работи соопшти дека земјата е цел на напад од крстосувачки балистички ракети, а особено се цели кон инфраструктурата во близина на големите градови, како Киев, Харков, Мариупол и Днепар. Жителите на Киев почнаа масовно да се засолнуваат во подрумите на стамбените згради или во подземната железница. Голем дел се обидуваа да го напуштат градот со своите возила, што предизвика хаотични сцени на улиците. Стотици луѓе чекаа во колони за да извадат пари од банките или да се снабдат со храна и вода во Киев. Сообраќајот беше во голем застој поради огромните колони луѓе кои се обидуваа да го напуштат 3 милионскиот град во правец кон границата со Полска. Украинските власти го затворија воздушниот простор за цивилни летови, додека европскиот регулатор предупреди да не се лета над пограничните региони со Русија и Белорусија. Донесовме одлука да извршиме специјална воена операција. Се работи за демилитаризација и денацификација на Украина, рече во своето обраќање рускиот председател, повторувајќи ги тврдењата дека владата во Киев е контролирана од радикална десница. Не планираме да ја окупираме Украина, рече Путин и испрати жестоко предупредување до другите држави. До оние кои размислуваат да се вмешаат однадвор. Доколку го сторите тоа, ќе се соочите со последици поголеми од било кој со кој сте се соочиле во историјата. Сите релевантни одлуки се донесени. Се надевам дека ме слушате, рече Путин. И додека одекнуваа зборовите на Путин, Советот за безбедност на Обединетите нации одржуваше итна седница со која раководеше токму Русија, како актуелен ротирачки председавач. Седницата започна со настап на генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш, кој апелираше: "Председателе Путин, запрете ги вашите трупи од напади врз Украина. Дајте му шанса на мирот. Премногу луѓе веќе загинаа." Председателот на Соединетите американски држави Џо Бајден пак преку соопштение порача дека целиот свет се солидаризира со украинскиот народ. Председателот Путин одбра војна со предумисла, која ќе доведе до катастрофална загуба на животи и човечко страдање. Русија е единствено одговорна за смртта и уништувањето кое ќе ги донесе овој напад. И Соединетите американски држави и незините партнери и сојузници ќе одговорат на обединет и одлучен начин. Светот ќе ја смета Русија за одговорна, порача Бајден. Првиот дипломат на Европската унија Жозеп Борел пак порача дека ова се едни од најмрачните часови за Европа од Втората светска војна, додека председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен порача дека ќе се бара одговорност од Кремљ. Година подоцна, немерливи материјални штети и илјадници загубени животи. Норвешка, Америка и Англија деновиве со податоци дека Русија брои околу 180.000 мртви и ранети војници, Украина околу 100.000. Агенцијата Франс Прес на овие статистики ги додава и цивилните жртви од околу 150.000 на двете страни. Бројки на кои предупредија сите безбедносни експерти уште пред почетокот на конфликтот, но година подоцна бројки кои отвараат уште едно прашање. Зошто овој црн биланс не е се уште доволна причина за да надвладее разумот и да се седне на маса? И како до крај на конфликтот, без одвојување на сегашниот број на жртви?